Наставна единица претставување на решение на линеарни неравенки на бројна права. Час за 9-то оделение. Најпрво ќе видиме што е интервал. Нека А и Б се реални броеви и нека А е помало од Б. Множеството од сите броеви X кои се реални броеви кои задоволуваат релацијата А е помало од X е помало од Б се нарекува интервал и се означува со А запирка Б во мали загради. Интервалот АБ во мали загради е интервал на кој не му припаѓаат крајните вредности А и Б и се нарекува отворен интервал. Ако крајните вредности А и Б припаѓаат на интервалот А помало или еднакво од X, помало или еднакво од Б, тогаш тој се нарекува интервал, затворен интервал и се означува со А запирка Б во големи загради. Ова ни означува дека вредностите на А и Б припаѓаат во тој интервал. Наредно, интервалот е полуотворен од лево или полузатворен од десно ако А е помало од X, помало или еднакво од Б и се означува со А и Б, кај А имаме мала заграда, кај Б имаме голема заграда. Ова ни значи дека вредноста на А не влегува во интервалот, а вредноста на Б влегува во интервалот. Интервалот е полуотворен од десно или полузатворен од лево, ако А е помало или еднакво од X, е помало од Б и се означува со А запирка Б, кај А голема заграда, кај Б мала заграда. Ова ни означува дека вредноста на А влегува во интервалот, но вредноста на Б не влегува, не припаѓа на интервалот. Понатаму постојат и неограничени интервали. Ќе видиме кои се. Интервалот А е помало од X помало од плюс бесконечно ги содржи сите реални броеви што се поголеми од бројот А и се означува А запирка плюс бесконечно во мали загради. Плюс бесконечно. Понатаму интервалот А да е помало од X, да е помало од плюс бесконечно ги содржи сите реални броеви што се поголеми од А, вклучувајќи го и него и се означува со А до плюс бесконечно, каде што кај А имаме голема заграда, кај плюс бесконечно имаме мала заграда. Секогаш кај овој знак за бесконечност стои мала заграда. Дали е плюс бесконечност или е минус бесконечност. Понатаму интервалот минус бесконечно е помало од X, е помало од А. Ги содржи сите реални броеви што се помали од бројот А и се означува со минус бесконечно запирка А во мали загради. Јасно, кај А имаме мала заграда, за тоа што А не влегува во не припаѓа на интервалот. И интервалот минус бесконечно помало од X, помало или еднакво од А, ги содржи сите реални броеви помали од бројот А, вклучувајќи го и него и се означува со минус бесконечно до А, кај А имаме голема заграда. Како се претставуваат интервали на бројна оска? Интервалот АБ, затворен интервал, на бројна оска изгледа на следниот начин. Имаме кај А вертикална цртичка, кај Б исто така вертикална цртичка со хоризонтална црта, тие се поврзани, на овој начин се поедноставно се означуваат интервалите на бројна оска, А и Б ни се броеви од бројната оска. Наредно, интервалот полуотворен од лево или полузатворен од десно, АБ на бројната оска изгледа на следниот начин. Слично како кај претходниот, но разликата е овде што кај А имаме коса црта, кај Б имаме вертикална црта, тие се поврзани со хоризонтална црта. Ова ни означува ние исто со малата заграда кај што се наоѓа пред А и тоа ни означува дека А не влегува во интервалот или А не припаѓа на интервалот. Интервалот полуотворен од десно или полузатворен од лево, АБ на бројната оска изгледа на следниот начин. Аналогно на претходниот, кај А сега имаме вертикална црта, кај Б имаме коса црта, поврзани се со хоризонтална црта.
Кај А е вертикална црта затоа што А припаѓа на интервалот и Б е коса црта затоа што Б не припаѓа на интервалот. Сега ќе ги видиме како изгледаат бесконечните интервали представени на бројна оска. Интервалот А до плюс бесконечно, каде што А влегува во припаѓа на интервалот, на бројната оска изгледа на следниот начин. Кај А имаме вертикална црта со хоризонтална црта со стрелка оди на десно, затоа што сите вредности што се поголеми од А, поголеми или еднакви од А, припаѓаат на овој интервал и можат да се представат било каде на оваа страна од бројната оска. Интервалот од А до плюс бесконечно, кај А мала заграда, значи отворен интервал. Ова не значи дека А не припаѓа на интервалот и кај А ќе имаме сега коса црта која што со хоризонтална црта се поврзува и оди на десно со стрелка. Значи се што е поголемо од А, што не го вклучува и бројот А. Интервалот од минус бесконечно до А, затворен интервал кај А, на бројната оска изгледа на следниот начин. Аналогно на претходно, кај А имаме вертикална црта, но за тоа што е помало од А, се представуваат лево броевите, значи се што е помало од А, оди лево на бројната оска, затоа го поврзуваме со стрелка на лево. Интервалот од минус бесконечно до А, отворен интервал, изгледа аналогно на претходниот. Разликата е тоа што кај А имаме коса црта, за тоа што А не влегува во решението. И уште една работа што треба да се каже, отворениот интервал ќе изгледа со две коси црти. Наредно ќе видиме пример како се решаваат неравенки и решението нивно како се представува на бројната оска. Еве пример 1, 5х минус 13 да е помало или еднакво на 12. Најпрво ќе решиме неравенката, аналогно на претходниот час, што е спомнато, решавање на линеарни неравенки со една непозната. Прво што се правеше, треба да се ослободиме од слободниот член што се наоѓа лево од знакот за неравенство. Најпрво ќе го префрлиме на десната страна бројот минус 13, десно доаѓа со неговиот спротивен знак, значи плюс 13, 5х ќе биде помало или еднакво 12 плюс 13. Следно собираме на десната страна, значи 5х ќе биде помало или еднакво на 25, како збир на 12 и 13. Наредно треба да се ослободиме од коефициентот што се наоѓа пред бројот х, така што овдека петката множи со х, од другата страна петката ќе се дели од бројот 25, значи х ќе биде помало или еднакво 25 делено на 5 или х ќе биде помало или еднакво од 5. Каде припаѓа овој, кој е интервалот решение на оваа неравенка? Тоа ќе биде дека х припаѓа на минус бесконечно до 5, кај 5 имаме голема заграда, значи кај 5 е затворен интервал. Сите броеви што се помали од бројот, помали или еднакви од бројот 5, припаѓаат на овој интервал. На овој начин може да се представат решенијата каде припаѓаат решенијата на оваа неравенка. Секоја неравенка има бесконечно многу решение, нормално некогаш може да има и едно решение, некогаш може и да нема решение, но во случајов сите броеви што се помали или еднакви од 5, ова ќе го представиме на бројна оска на следниот начин. Во 5 имаме вертикална црта и со стрелка на лево ги означуваме сите броеви што се помали од бројот 5. Сите броеви што припаѓаат во решението на оваа неравенка. Наредно, пример каде што имаме решие неравенката и решението представи го на бројна права, пример како од претходниот час со два знака за неравенство, минус 25 да е помало од 2х минус 15 да е помало или еднакво од 3. Ова се решаваше така што во средината каде што се наоѓа членот со х, имаме и слободен член, треба да се ослободиме од тој слободен член. Се ослободуваме така што минус 15 ќе го префрлиме
лево пред првиот знак со неговиот противен знак, значи ќе биде плюс 15 и десно од вториот знак за неравенство, каде што минус 15 ќе премине со неговиот спротивен знак, тоа е плюс 15. Тоа би изгледало вака, минус 25 плюс 15 да е помало од 2х, да е помало или еднакво од 3 плюс 15. Следно што ќе направиме, ќе одземеме минус 25 плюс 15 и 3 плюс 15 ќе ги собереме. Ќе добиеме минус 25 плюс 15 е минус 10, да е помало од 2х, помало или еднакво од 3 и 15 се 18. Следно што треба да направиме да се ослободиме од коефициентот пред х, тоа е бројот 2, делиме со бројот 2. Сите членови ги делиме така што минус 10 се дели со 2, да е помало од 2х делено на 2, помало или еднакво од 18 делено на 2. Тоа што ќе го добиеме е решение на оваа неравенка, минус 5 помало од х, помало или еднаков од 9. Овде оваа равенка може да се представи на како оваа неравенка може да се представи со помош на две неравенки. Тоа е едната равенка х да е поголемо од минус 5, а втората равенка да е х да е помало или еднакво од 9. Можеме да ги најдеме решенијата на овие две неравенки кои што произлегуваат од претходната неравенка. Тоа би биле решенијата сите броеви што се поголеми од минус 5, или тоа ќе значи дека х припаѓа на интервалот од минус 5 до плюс бесконечност и х е помало или еднакво од 9, тоа не значи дека х припаѓа на сите броеви што се помали или еднакви од 9, или х припаѓа од минус бесконечно до 9, кај 9 имаме голема заграда, затоа што и 9 влегува во решението. Да ги представиме решението на овие две неравенки на бројни оски посебно. Сега ќе ги представиме. Првата неравенка е од минус 5 со коса линија, па надесно со стрелка, затоа што припаѓа од минус 5 до плюс бесконечно, и втората неравенка од 9 вертикална црта нагоре и стрелка на лево, затоа што ги опфаќа броевите што се помали или еднакви од 9. Потоа ќе ги представиме на иста бројна оска овие решенија, да видиме каде е нивниот пресек. Еве земав бројна оска од минус 7 до 12, поголема од тоа што ни ги прифаќа решенијата. Значи првата неравенка е представена со црвената боја, значи решението на првата равенка е припаѓа на овој интервал од минус 5 до плюс бесконечно, значи сите броеви што се поголеми од минус 5, и втората неравенка, решението на втората неравенка припаѓа од бројот 9, вклучувајќи го и 9, затоа овде ќе имаме вертикална црта и хоризонтална стрелка на лево, сите броеви што се помали или еднакви од 9. Па решението на овие две неравенки, пресекот на решенијата на овие две неравенки ќе биде интервал од бројот минус 5 па до бројот 9. Тоа е овој простор каде што се сечат двете решенија, или тоа е пресекот на овие две неравенки. Решенијата ќе припаѓа од минус 5 до 9. Ке минус 5 ќе имаме отворена заграда или мала заграда, кај 9 ќе имаме затворена или голема заграда. Тоа е околу представување на решение на линеарна неравенка со една променлива на бројна оска и представување на интервали. Наредно задачи за вежбање, математика 9 оделение на 186 втора задача, 187 страна 3, 4 и 5, 190 страна 12 задача. И од претходниот час што ни беа задачите за домашно, само овде може да се представат решенијата на бројна оска.